Okay. Добар ден на сите, почитувани пратенички и пратеници. Ми представува големо задоволство и чест да ја отворам конститутивната седница на неформалната интерпартиска парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето. На денешната седница сакам да ве информирам дека во овој состав досега се пријавени 11 пратенички и пратеници од различни политички партии. Некои од нив од колегите и колешките се извинија дека не можат денеска од оправдани причини да присуствуваат, но секако даваат целосна поддршка на групата. Членови пријавени досега на оваа група се Маја Морачанин, Снежана Калецка-Ванчева, Драгица Ѓавочанова, Љупчо Пренџов, Гордана Силјановска-Давкова, Љатифе Шиковска, Марија Костадинова, Бисера Костадиновска-Стојчевска, Моника Зајкова, Мирослав Богдановски и Велика Стојкова Серафимовска. Дозволете јас накусо како координаторка на оваа група во претходниот мандат да ве информирам за она што работевме во изминатите 3 години, како се дојде до формирањето на оваа неформална група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето, кое што практично за прв пат се формираше во собранието во февруари 2018 година и е единствена група која што работи на темата на ЛГБТ и правата во регионот. Се уште во другите земји од регионот, во парламентите не е конституирана ваква група. Иницијативата за формирање на групата започна уште 2017 година од страна на невладиниот сектор, кој што со години работи на ова прашање и во заедничка комуникација заклучивме дека најдобар начин на соработка и како сите заедно можеме најдобро да придонесеме за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето е точно со формирање на една ваква неформална интерпартиска група, која што е во тесна соработка и комуникација со невладиниот сектор. Конститутивната седница во февруари 2018 се одржа овде во собранието со присуство на представници и од невладиниот сектор и се разбира пратенички и пратеници, беа присутни и амбасадорите кои што дадоа силна поддршка за формирање на оваа група. Денес во овој мандат со обзир на состојбата со пандемијата со COVID-19 сме секако во помал број и за да ги спочитуваме сите протоколи, но тоа не значи дека помалку активно ќе работиме и очекувам дека навистина и во следниот период оваа група ќе постигне значајни видливи резултати. Она што минатата група ја започнавме со 6 пратеници на почетокот од различни партии кои беа дел од групата, но со тек на време бројот на пратенички и пратеници во оваа група се зголемуваше и стигнавме до 14 пратеници, членови на групата и мислам дека тоа навистина беше за поздравување кога за прв пат се формира една ваква група, сепак е тоа навистина респектибилен број на пратеници и имавме навистина одлична соработка сите заедно. Она што јас, ако дозволите, мислам, бидејќи се тие први пратеници кои што учествувале во формирање на една ваква група, би сакала да им ги прочитам имињата и да им се заблагодарам. Некои од нив сме пак во собранието, некои веќе не се, но мислам дека треба да искажеме една почит и благодарност кон нивниот придонес. Значи, покрај мене, која бев и тогаш член, беше Павле Богоевски, Бранко Маноиловски, Лилјана Поповска, Ирена Стефовска, Ивана Туфекџич, Петар Атанасов, Јагода Шахпаска, Снежана Калевска-Ванчева, Александар Кирацовски, Славица Шуманска-Митева,
Јулијана Николова и Никица Корубин, Сонја Мираковска и Нола Исмаиловска Старова, а како последен потоа се приклучи и пратеникот Самка Имбремовски. Уште еднаш им благодарам на колегите за придонесот. Она што успеавме во изминатиот период да реализираме од нашиот акцијски план и заложби како група, во однос на изменување на законската регулатива во насока на унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето, беше на усвојувањето на амандманот кој го поднесовме на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во кој ги вметнавме сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација. И тоа беше во тој закон пред да се донесе практично законот за дискриминација, така што амандманот беше прифатен и е веќе составен дел од овој закон. Се разбира, значаен напредок во подобрување на регулативата беше и носењето на законот за дискриминација, кој после целата таа своја голгота би рекла, еве го конечно го виде светлото на денот во овој мандат и доби голема поддршка од сите пратеници и конечно го имаме законот за спречување и заштита од дискриминација, кој исто така имаше голема поддршка и од Европската Унија во насока на потребата од носење, бидејќи е навистина многу важен дел од законската регулатива кој овозможува спречување и заштита од дискриминација на сите граѓани. И во самиот извештај на Европската комисија тоа беше споменато исто како што беше нотирана и поздравена и самата ЛГБТИ група во парламентот како позитивен исчекор во тој правец. Понатаму учествувавме во бројни, би рекла, конференции, дебати заедно со невладиниот сектор кои што се однесува на овие прашања, кои што се однесуваат на правата на ЛГБТ и луѓето, но и предизвиците со кои што се соочуваат секојдневно во своите животи, говорот на омраза кој што е присутен, стигматизација, дискриминација, па и насилство врз ЛГБТ и луѓето. И мислам дека еден можеби од најголемите придонеси во насока на подигнување на јавната свест за проблемите со кои секојдневно се соочуваат нашите ЛГБТИ сограѓани и потребата од промени беше учеството на 9 пратенички и пратеници од оваа неформална ЛГБТИ група во кампањата, медиумска кампања "Не суди кој кого љуби", и мислам дека не мислам тука е така, за прв пат пратенички и пратеници од собранието учествуваа во една ваква кампања која ги тангира правата на ЛГБТ и луѓето, и заеднички пративме јасна порака дека стоиме во поддршка и заштита на човековите права на ЛГБТ и луѓето. Исто така на 17 мај 2018 година, тоа е ИДАХОТ, меѓународен ден против хомофобија, трансфобија и бифобија, во собранието имавме настан и излеговме со едно заедничко соопштение кое што беше пренесено на веб страната на собранието во поддршка и солидарност во борбата против трансфобија, хомофобија, бифобија, што беше исто така еден, речем, прв во историјата на собранието за прв пат од собраниската страна јавно се искаже поддршка кон ЛГБТ заедницата. Како една благодарност би рекла до сите наши заложби како парламентарна група, на 17 мај 2019, значи по повод ИДАХОТ денот, од страна на мрежата за борба против хомофобија и трансфобија, значи од невладиниот сектор, нашата група ја доби на годинешната награда за поддршка
во борбата на правата на ЛГБТ и луѓето, и тоа беше навистина голема чест за нас и признание за нашите активности. Она што друго е, мислам дека важно да се спомене од изминатиот период, да, тоа е секако учеството на дел од пратениците од оваа група на Скопје Прајд, првата парада на гордоста која во Македонија се одржа и во која зедоа дел и од нашите пратеници, учество од групата, и се разбира со невладиниот сектор и со граѓаните, и дадовме придонес во видливоста на ЛГБТ и граѓаните, и јас имав чест да, како координаторка на групата, да се обратам на тој собир. Понатаму, она што би сакала исто така да ве информирам е дека во текот на нашата соработка со невладиниот сектор, во организација на невладината ХЕРА и со поддршка на амбасадата на Кралството Холандија се организираше студиска посета за членовите на неформалната група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето во Холандија. Престојувавме 2-3 дена и сметам дека навистина е вредно да се спомене, бидејќи разменивме искуства со земјата која што можеби има и најдолга традиција во поддршка и искуство, би рекла, во поддршка на правата на ЛГБТ и луѓето, и имавме можност навистина да се стекнеме со нови знаења и да го унапредиме и нашиот процес, и тоа не само во однос на функционирање на собранието или владата, туку имавме директни средби и со нивните институции, како што се полицијата, и дел од образовните институции, и ги дискутиравме тие искуства, како тие и во образовниот процес ги вклучуваат овие теми и кој е ефектот од тоа, но исто така и како полицијата поминува низ обуки и тренинзи за да може да излезе во пресред на заштита на правата на ЛГБТ и луѓето, но и да ги превенира, се разбира, насилствата. Така што мислам дека тоа беа навистина корисни искуства и се надевам дека во скоро време, во иднина, и кај нас ќе започне реализација на такви типови на соработка и обука. И еве за крај, мислам уште нешто што е важно да се спомене, што практично произлезе и од средбата која имавме во Холандија со нивни представници од парламентот и така натаму, и од владата, и од институциите. На наша иницијатива предложивме на нашето министерство, на наша иницијатива како група, предложивме до Министерството за надворешни работи да поднесе пријава, барање за прием на Република Северна Македонија во меѓувладината коалиција за еднакви права. Тоа е една коалиција која што е на глобално ниво и информирани сме дека практично ние сме членка формално од 31 мај 2019 година. Јас очекувам дека и нашава група во овој мандат ќе соработува одлично и дека ќе постигнеме уште поголеми успеси и резултати сите заедно од различни политички партии. Еве на почеток на самото формирање имаме 11 пратенички и пратеници. Уверена сум дека бројот ќе се зголемува и сите заедно во тесна соработка со невладиниот сектор ќе дадеме придонес во унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето и заштита од стигматизација, говор на омраза, дискриминација и така натаму. И за крај посебно ми е драго и мислам дека ова е убав начин да го одбележиме денот на човековите права, меѓународен ден на човекови права, 10 декември. И еве со ваков настан, со поддршка на ЛГБТ и луѓето, бидејќи правата на ЛГБТ и луѓето се човекови права, упатувам и честитки до сите граѓани по повод меѓународниот ден на човековите права.